Се враќаме назад во живо од студиото. Пред крајот некаде на првиот блок, кој што беше околу 14 до 14:25, го погледнавте прилогот за Сузана Стојановска од Штип, мајката која што боледува од тироидна жлезда, од која што има преживеано срцев удар. Тоа е самохрана мајка која што се грижи за својот 26 годишен син Жан, кој пак има церебрална парализа. Еден ТВ ја објави историјата, меѓутоа од денеска објавуваме дека ги превземаме и сите обврски кон неа со цел да и го олесниме животот и сето она што на некој начин е неправда се соочува, таа се соочува на некој начин со неправда. За таа намена ќе потпишеме договор со Стојановска, ќе ги обезбедиме сите неопходни хигиенски апарати и сите оние работи кои што и се најнеопходни за непречен живот. А овде само со нејзината изјава уште еднаш ќе потсетиме со што се соочува Стојановска. Јас сум Сузана Стојанова, самохрана мајка на Жан, која е 26 години и боледува од церебрална парализа. Па јас би сакала да функционирам сама, не можам. Најтешко ми паѓа кога дојде време за бањање. Тоа ми е дори да ви кажам, некој пат... Помошничка, не? Да, помошничка не би ми требала ако имам средено купатило за да функционирам со стол, што е специјален за бањање. Јас го имам стол, али не можам да функционирам. И морам јас од кревет до купатило да го носам на раци и го бањам, ќе видите после, на мало бебешко столче. Взимам памперс, пошто многу са долги патиките за да стасаш до памперс. Ако се сгреше еден број, ќе те вратат пака и матична, па наваму, па натаму. И така трчејки од врата на врата, можете да замислите летно време на 40-41 степен и така да се откажав. Сега взимам памперс јас сама од тие средства, се што треба нега, се што треба лекови и за мене, пошто јас имам преживеано инфаркт со два стена, шекераш, тероидна, многу работи и така да половината средства ни одат за лекови. За да слегне Жан од столот, се удри во печката и ја расцепи главата. Сепак благодарност голема до брзата помош, кој интервенираа скоро, не префрлија догоре, не почекаа да се направи интервенцијата и па не врати. Апел никогаш да не ја тргаат главата на страна, кога ќе минеме ние со децата, секогаш кога ќе можат да ни приидат, дали на скали ќе не можеме да се искачеме со инвалидни колички, да не си плукат во пазови и да не гледат со други очи. И нашите деца се исти како и другите деца. Да, и овој блок, како што најавивме, го посветуваме на една анализа со колегата Дејан Андоновиќ по повод она што е главна вест денеска, посетата на Владимир Путин на официјален Белград. Во првиот дел од отвореното студио видовме и во живо имавте прилика да погледнете. Владимир Путин Андоновиќ пристигна во Белград. Исто така да најавам дека за кратко треба да го имаме колегата Христијан Баневски, кој заедно со снимателот, колегата Александар Шикировски, ве известуваат и ќе ве известуваат во текот на целиот ден околу посетата на Путин од Белград. Но затоа потоа Андоновиќ Путин пристигна, Баневски ќе не информира нели оној официјален дел според најавите што се е предвидено и еве имаше претпоставувам прилика да прочиташ и дел од пишувањата на српските медиуми. Јас ги следев медиумите како известуваат српски. Но она главно и генерално прашање како еден влез, што значи посетата на Путин во овој период на Србија? Па, посетата на Путин значи унапредување на односите помеѓу Белград и Москва, но и доаѓа во еден критичен, би рекол, период на односите на Балканот и во светот воопшто, каде што Владимир Путин доаѓа во Белград, според некои оценки, во една од последните држави кои се уште немаат НАТО интеграција, што значи дека со својата посета сака на некој начин да обележи територијата на понатамошното руско влијание. Сепак значи огромно напредување на односите меѓу Србија и Русија, но и на твоето прашање морам да додадам дека не случајно
не случајно оваа посета е голема, но не му е прва, четврта. Зошто токму сега оволкава помпа во медиумите? Па некако ми одговара на ова што го реков, а тоа е дека очигледно посетата на Путин доаѓа во мигот кога Русија сака да направи поголемо стратешко партнерство со Србија за некои идни геостратешки односи. Српските медиуми пишуваат дека централна тема и според најавите би била косовското прашање, една од централните теми. Тоа е 21-виот договор, ако приметивте у најавите дека ќе бидат подпишани 20 договори од областта на енергетиката, образованието, а од едношка помпезно беше најавен 21-виот, тој веројатно се однесува на косовското прашање. Тука ќе застанеме на кратко, бидејќи веќе го имаме на линк во живо од Белград колегата Христијан Баневски. Бане, добар ден од студиото. Веќе те гледаме. Добар ден, Така, повели со најновите информации, да не должам многу. Претходно видовме директно во живо, Путин пристигна во Белград и ајде малку повеќе околу ова да ни информираш. Така, и покрај првичните информации кои што ги соопштивме во дневникот во 12, сепак агендата на претседателот на Руската Федерација Владимир Путин доцнеше одредени час и половина до 2 часа, па така тој пристигна во Палатата Србија околу 2 часот и 15 минути, кога нашите гледачи можеа да погледнат во студиото како тоа изгледаше пристигнувањето со сите воени почести и со највисоките всушност почести за претседателот на Руската Федерација пред двете делегации, секако српската и руската делегација, со кои тој се поздрави пред да влезе на билатералниот, односно тет-а-тет состанокот со српскиот колега Александар Вучич. Овој состанок веќе би требало да е пред неговиот крај со оглед на тоа што овие состаноци се предвидени по 1 час, а со оглед на тоа што агендата, како што реков, уште на самиот старт доцнеше, така што не би можеле со сигурност да кажеме кога ќе почне следниот состанок кој што е предвиден како билатерален состанок помеѓу двете делегации, кога ќе се разговараат, односно ќе се прецизираат договорите кои што ќе бидат подпишани помеѓу двете страни. Како што спомнавте вие во студиото, станува збор за 21 договора, а меѓу другото, она што е најважно и што според сите најави требаше да се најде на врвот на агендата на двете држави на овој работен состанок е токму косовското прашање, за кое што и претседателот Вучич и претседателот Владимир Путин треба да ги соопштат своите ставови, а се очекува Русија да поддржи решение кое што ќе биде во склад со меѓународните правила и закони. Што се однесува до пречекот на Владимир Путин во Палатата Србија, кој што напоменав, тоа беше со сите воени почести. Предлагам тука да погледнеме како тоа изгледаше.
Така, тоа беше свечениот пречек пред Палатата Србија, пошто двајцата председатели заминаа на тет-а-тет состанок, како што кажав, кој што веќе се ближи кон крајот, а по тоа е предвидено двете делегации да заседаваат на пленарна средба, кога и ќе бидат подпишани договорите, пошто ќе бидат презентирани на јавноста и ќе одржат двајцата председатели пресконференција, пред која што ќе му биде и врачен орденот Александар Невски, со кој што беше одликуван српскиот председател од страна на Руската Федерација пред околу неполн месец. Инаку пред почетокот на тет-а-тет средбата, двајцата председатели имаа кусо обраќање на јавниот сервис на Србија, кој што го пренесува во живо целиот овој настан и порача дека, односно двајцата се согласија дека односите помеѓу двете земји се бележат константен напредок и дека всушност овој пакет договори кои што ќе имаат голем импакт за српската економија и за напредокот во одредени области за кои што ќе се подпишат договорите е всушност заслуга на српскиот народ како силен поддржувач на Руската Федерација. За сега тоа би биле деталите со кои што располагаме до овој момент. Студиото, кога имате дополнителни прашања, повелете. Да, Баневски, типично е за Путин на некои вакви официјални средби на високо ниво да донесе дел од своите домашни миленици, односно оние кучиња кои што тој ги чува, па видов дека дел од српските медиуми известува дека ги донел дел од оние негови пријателчиња. Имавте ли прилика можеби тоа да го забележите или па дали можеби има најава за Вучич да му подари нешто? Чаловски, до сега не успеавме да забележиме четвороножни пријатели на Путин со него официјално во делегацијата. Го придружуваат само министри и представници од неговиот кабинет како дел од неговата делегацијата на Руската Федерација, а да, што се однесува до српските медиуми, тие веќе пишуваат дека покрај вредната икона со за сега непознат светец, Вучич на рускиот председател ќе му подари и мало куче шарпланинец, како познавајќи го дека тој е љубител на кучиња. Инаку повторувам, не успеавме да видиме ниту еден од неговите миленици со него, освен секако представници од неговиот кабинет и сите оние придружници кои што се во прилично голем број. И да напоменам уште еднаш дека оваа средба, односно оваа официјална посета ја следат над 700 акредитирани новинари и медиумски работници, што сведочи за големиот интерес за оваа посета, но од друга страна е направено и приоритизирање со цел да може оние медиуми како ние, например, што сме дојдени надвор од државата, да можеме да добиеме малку поголема предност во однос на покривањето и позициите кога станува збор за можеби е малку неблагодарно, но ете ние сме можеби во малку попривилегирана позиција кога станува збор за медиумското известување. Студио Христијан Баневски беше тоа во живо со најновите информации од српската престолнина по повод посетата на рускиот председател Владимир Путин. Баневски, ти благодариме за овие информации, секако и во текот на целото ово отворено студио ќе ги слушаме твоите брифинци. А ние се враќаме назад на разговор. Ние се враќаме со разговорот. Дејан, несомнено дека Путин доаѓа во еден период кога се решава нели на некој начин односот помеѓу Косово и Србија. Косово не толку одамна формираше своја војска. Путин важи за пријател на некој начин пак на Вучич, но доаѓа и во момент кога Македонија и Грција решаваат едно важно прашање. Договорот само што не е ратификуван во Грција. Се почести се изјавите на руските официјални лица, особено изјавите директни на Путин и на Лавров за ова прашање. А постојано е отворено и прашањето за руското влијание на Балканот, не само во Македонија. Значи, посетата на Путин... Дали е калкулирана оваа посета? Токму тоа сакав да го кажам. Посетата на Путин значи формирање на новата руска политика на Балканот. Но изминативе... Поинволвирана би рекол. Па формирање, сега ја формира политиката, но изминативе 2-3 дена сега слободно можеме да кажеме дека руските интереси добија сериозни 3 удари. Првиот удар беше одлуката на Македонското собрание околу уставните амандмани. Вториот удар, на некој начин удар би рекол, на руската дипломатија е обстанувањето на владата на Ципрас. И третата е она што се случи вчера исто така во Британија, а тоа останувањето на Тереза Меј и незината влада да бидат и натаму да ја предводат Велика Британија. Тие 3 на некој начин случувања дополнително им прават на некој начин
оневозможување на Русија подобро да може да влие во овој дел од Балканот. Токму затоа и оваа посета на Путин е многу значена, бидејќи тие сега сакаат веројатно да ја доформулираат руската политика тука за да имаат некакво влијание. Исто така и едно од работите, освен Србија, да не забораваме дека Баневски пред малку веројатно кажа, не го слушнав, но таму се наоѓа председателот на Република Српска Милорад. Устари тој не е председател, тој е веќе на Босанско-Херцеговската федерација, но е од Република Српска, исто така ќе се сретне со Владимир Путин, што само кажува дека Москва сега ќе игра преку Република Српска и преку Србија за да има некакво влијание во овој дел на Балканот. Значи, во секој случај може да очекуваме за очекување една поинволвирана политика, како што тоа, например, Западот... Па, ако земеме малце аналитички да гледаме, ако се земе во предвид земите од регионот, Албанија, Македонија, Бугарија, Романија, Унгарија, сето тоа е под НАТО влијание, единствено празен простор, би рекол, каде што може да ушета вулгарно речено руската дипломатија и руските интереси, останува Србија и останува Република Српска. Токму затоа и оваа посета најверојатно пресметана. Сега изминативе 2-3 дена, повторно ќе кажам, се случија некои работи кои можеби дополнително ќе оневозможат Москва да има поголемо влијание, ќе повторам. Преживеа владата на Ципрас, преживеа владата на Тереза Меј и Македонското собрање нели ги изгласа оние уставни амандмани за како и да е многу брзо интегрирање во НАТО. Да, ја да се поправам себе си, не дека Русија не била инволвирана. Била инволвирана на најразлични начини на овој дел во Балканот, не само во Македонија, а доказ за тоа се истражувањата на многу новинари во Македонија за напорите кои што пак Русија ги правела со цел да не успее договора. Така да се изразам поточно, една официјална поинволвирана политика на Русија на Балкан. Русија има, јас би рекол, има повеќе амбиции да е на Балканот, од што тоа успеа да го направи. И остана повторно, ќе кажем, овој вакуум простор на Србија, која не планира да влезе во НАТО, но планира да влезе во Европска Унија, тоа значи подолгорочен процес. И ја има Република Српска, која се уште нема нели активен статус, не се знае која е иднината на Босанско-Херцеговската федерација, и токму Додик е еден од политичарите кои многу често се среќаваат со Путин. Тој и денеска се наоѓа во Белград и веројатно Путин покрај оние официјални средби со Вучич веројатно ќе се сретне и со Додик, што само укажува дека Русија се уште сака да го искористи овој преостанат вакуум простор на Балканот за да има некакво свое влијание. Токму тука се тие 20 договори околу економски, енергетски, образовни, но ети 21-виот е околу поголемото влијание на Москва во решавањето на косовското прашање. Ќе видиме како ќе биде тоа и што ќе биде договорено, тоа ќе го видиме во текот на денот. Да, Антоновиќ, го споменавме и НАТО. Може ли на некој начин исто така да има влијание, односно сигурно ќе има влијание, меѓутоа каков дали би можел рускиот председател некако да извие во однос на она воено-политичка неутралност која што се уште Србија ја има во однос на НАТО? Србија има својата воено-политичка неутралност сега за сега и веројатно така и ќе остане. Србија е суверена држава и има право да има билатерални односи со сите држави во светот, како што и Македонија има право. Србија поради својата историја, да не подсетува, поради оној конфликт 90-тите години и НАТО бомбардирањата, логично е дека сега за сега нема никакви аспирации ни амбиции да оди во НАТО, но има аспирации и амбиции да оди во Европската Унија. Косовското прашање само дополнително ми се чини, ако ја земеме сега српската политика, решавањето на косовското прашање и нескриеното подржување на европјаните и на Соединетите Американски држави на Косово и на косовската влада наспроти српските интереси, дополнително го туркаат Вучич и неговата влада да се отвори према Русија, на која нели Русија и нуди Евроазиска унија. Сега србите се за Европска унија, но ќе калкулираат и со Евроазиската унија, доколку и понатаму нели продолжат овие притисоци кои Белград ги чувствува и според кои Белград нели смета дека е обесправен, дека Косово е негова територија и дека е одземена сила. Имаше неколку интересни
изјави во српските медиуми пренесени од познати српски аналитичари во однос на реакцијата на дел од српската опозиција, кој што пак тврдат дека на некој начин можеби неочекувано премногу ја потценувала со изјавите посетата на Путин и дека според дел од ставовите на српската опозиција не би требало толку помпа да се Па ние мораме да се ставиме во средина, да. Мораме у средина да се ставиме. Фактот дека е голема помпа, ова е четврта посета на Белград. Предходните три не беа толку помпезни, но не беа ни околностите такви. Оттаму и си дозволив да слободно кажам дека очигледно ова е последна шанса на Русија да ја формира својата политика на Балканот, бидејќи со брзата интеграција и на Македонија во НАТО веќе се затвора целиот тој простор. Околу тој дел можеме да кажеме дека е така. Но она што јас не се согласувам со ставовите изречени на српската опозиција е дека е беззначајна посетата. Путин е еден од двајцата најмокни лидери на светот, со самото тоа што дошол во Белград, ја посетил Србија и изразил на некој начин почит, е голем настан, и Трамп утре да дојде во Белград исто така ќе биде, и кинескиот претседател утре да дојде исто така ќе биде. Но особено после Трамп и Путин, евентуално римскиот папа. Четврт нема. Затоа и велам дека можеби опозицијата претерува со тоа омаловажување, сепак рускиот лидер е еден од најголемите лидери во светот. Но се согласувам од друга страна дека е ова четврта посета на Путин на Белград, значи не е прва за да биде толкова помпа, но помпата е најверојатно поради ова. Русија у последен момент сака да ја формира својата политика на Балканот, бидејќи НАТО интеграциите на земите аспиранти се побрзи и побрзи. Дејан, овде ќе ја завршиме анализата за посетата на Путин во Белград, но ќе се надоврзаме со тоа што ќе правиме една нова анализа, односно ќе представиме еден разговор на колегата Антонио Крстевски. Повод за неговиот разговор со Елка Јачева Лучар од Институтот по македонски јазик е неодамнешната изјава на лидерот на Грција Мицотакис, кој што рече пак дека владата на Ципрас правела преголема национална одстапка кон Македонија, признавајќи го македонскиот јазик. Македонскиот јазик во Грција не е признаен, меѓутоа дали се отвора можност и пат за признавање на македонскиот јазик по договорот помеѓу Македонија и Грција. Дали има иднина нашиот јазик во Грција и дали е можно таму да се изучува. Овде ние ќе се одјавиме од студиото, ќе се вратиме некаде пред 17 часот, а во продолжение разговорот на Антонио Крстевски. Од моето искуство, што сум го имала таму, одејќи на терен, бидејќи раководам еден проект кој се однесува на топонимите во Воденско, Илијска Македонија, имам чувство дека македонскиот јазик во Северна Грција е во голем обем загрозен. Во смисла на тоа дека се помал број луѓе го зборуваат овој јазик. Ситуацијата на теренот е таква што постарите генерации се уште го чуваат македонскиот јазик, некоја средна генерација во зависност од тоа каде живее и колкав е степенот на образование, само го разбира, но и не го зборува македонскиот јазик, а за најмладата генерација мислам дека е работата речиси изгубена, тие се школуваат на својот јазик и тоа испуштив да кажам дека зависи од тоа во каков дел од Грција, всушност во зависност од тоа, од конфигурацијата на теренот, живеат овие луѓе. Ако се во планинските предели, како по конзервирани, позатворени заедници, тука јазикот се чува, но во рамничарските предели речиси и да не се употребува, или тие што го зборуваат слабо, го разбираат, но не можат да одговорат на македонски.
Мислам, не сум прогнозер, не можам да кажам. Не можам да мислам за да се зборува јазикот и да не се заборави. Тоа претпоставува неколку услови. Тоа претпоставува да се зборува во семејствата и претпоставува да имаат организирано образование на тој јазик. За организирано образование на македонски јазик не можеме да зборуваме во Грција. А за тоа колку се зборува во семејствата, мислам дека дури и во оние краишта, каде што македонскиот јазик воопшто не е забранет, каде што имаме, например, употреба и изучување на македонскиот јазик, ќе го дадам примерот со село Јабука, во кое што во Војводина, каде што имаме настава по македонски јазик, па минатата година кога бев фрапирана од тоа колку младата генерација веќе не го зборува јазикот. Го учи како предмет, но меѓусебната комуникација не им се одвива на македонски, туку им се одвива на српски јазик. Така што јас треба да бидам идеалист за да кажам дека има не знам каква иднина, особено што ситуацијата во Грција во однос на македонскиот јазик е доста сложена. Вие знаете историски дека тој јазик бил забрануван, воопшто не смеело да се зборува, дури ни дома. Па луѓето ги затворале прозорците, па ги затнувале со, не знам, со харти, со ткаенини, за да не се слуша, затоа што биле казнувани. Зборувам ова за во времето на диктатурата на Метаксас, пред Втората светска војна. Но во секој случај таква е ситуацијата што не верувам треба да навистина да се случи чудо. Треба навистина да има многу добра волја од страна пред се на грчката политика, и потоа да има добра волја и од наша страна и многу труд и многу работа за да се постигне такво нешто. Но со оглед на тоа како стојат работите со македонистиката во нашава земја и во оние средини каде што имаме организирана настава по македонски јазик, колку нашата држава е инертна и колку малку придонесува кон тие друштва кои што ги организираат тие курсеви по македонски јазик, мислам дека овде ќе води работата уште потешко. Видете, јас тој проект беше замислен како еден поширок проект. Имав намера да ги обработувам топонимите во цела Северна Грција, односно Егејска Македонија, како што јас сакам да кажам. И најпрво се зафатив со Воденскиот крај, со оглед на тоа што моите корени по таткова линија водат од таму. Мислев дека за жал до сега направив само едно теренско истражување и тоа благодарение на тоа што Министерството за образование и наука веќе од 2010 година не дава никакви средства за нашите проекти овде во Институтот за македонски јазик. Покрај овој проект се работат уште 7-8 проекти. Значи не се финансираат просто. Направивме еден тим диалектолог, моја колешка диалектолог, и јас заминавме на терен во Грција, и беше всушност работата да ги потврдиме на самиот терен колку живеат овие топоними кои што се наоѓаат во нашата картотека и кои што се всушност топоними собрани од така наречените деца бегалци од Егејска Македонија. Значи тој материјал што ние го поседуваме овде во картотеката, топономастичка не се однесува на
Не е материјал собиран на самиот терен, туку е собиран од живи говорители, жители на определени села во Егејска Македонија, кои што по екзодусот живееле во Македонија и доаѓале тука како информатори и тие топоними се запишувани. Отидовме на терен за да видиме каква е ситуацијата со употребата на микротопонимите. Кога мислам микротопоними, да биде појасно за пошироката публика, тоа значи дека тие се однесуваат, тоа се јазични единици кои се однесуваат на именување на ридови, долови, реки, чешми, ниви и така натаму. Затоа што познато е дека макротопонимите или ойконимите, односно имињата на населените места се променети уште 20-те години на минатиот век и се грцизирани. Тоа е едно насилие во јазикот, затоа што топонимите, ние што се занимаваме со ономастика, знаеме да кажеме дека се најстарите јазични единици кои што говорат за нечие простирање на нечие културно простирање на еден народ. Грците веројатно и грчката политика тогашна веројатно била свесна за овој факт и во моментот по балканските војни, кога нивната северна граница се поместува посеверно, прават менување на сите топоними, сите словенски, македонски топоними ги заменуваат со грчки. И таква е до ден денес ситуацијата таму. Значи Воден, ние го викаме Воден, ама тие го викаат Едеса, Лерин, Флорина, Кукуш, Килкис, Солун, Тесалоника и така натаму, и така натаму. И констатиравме дека на самиот терен, кога бевме, дека всушност топонимите се чуваат. Тие микротопоними словенски се уште живеат, што зборува дека се уште таму има население кое што велам го разбира македонскиот јазик, но не го зборува. Имам предвид таа средна генерација на моја возраст. Постарите луѓе го зборуваат.